И продолжуваме со серијалот подкасти Ветување или дела за граѓаните, со кој серијал секако имаме намера да ги поканиме, нормално поканата важи до сите политички чинители, сите оние кои се носители на советници на политичките партии и кандидати за градоначалници. Сакаме да го слушнеме нивното мислење, нивните идеи, нивната визија за Струмица, а на крај оставаме граѓаните да одлучуваат за кој ќе го дадат својот глас. Секако ние сме овде како медиум да го слушнеме мислењето од сите нив. Во овој подкаст гостин ми е, на моје огромно задоволство, Јасмина Пијаманова, етнолог и магистар по културен менаџмент, а во овој случај гостин ми е како улога на носител на советничка листа од партија Левица. Јасмина, добре дојде во мојот подкаст. Добро ве најдов и благодарам на поканата. За прв пат да се представиме како носител на политичката партија Левица, како на советничката листа. Прво да те прашам како се чувствуваш кај нас. Јас искрено би сакала да направиме еден опуштен разговор, да представиме ти како носител на советничката листа, но и да ја представиме партијата на еден поинаков начин, јас би рекла, да допреме до граѓаните со вашите визии и идеи за тоа како мислите дека треба да биде Струмица и како да функционира нашиот град Струмица. Да. Па, како се чувствувам? Малку сум настината, морам да кажам. Ке го имаме тоа предвид, да. Да гледачите да се извинам доколку звучам малку и да зборувам на нос. Така што, ќе се потрудам и концентрацијата да ме држи до крајот на емисијата. Колку време, прво кажи ми, колку време работиш како етнолог? Па да, значи, јас имам дипломирано етнологија на Универзитетот Свети Кирил и Методи и сум магистрант на УНЕСКО катедрата за културен менеджмент и културни политики во Белград на Универзитет уметности. Тоа е единствена катедра овде на Балканот која што се изучува културниот менеджмент и културните политики и колку професионално се занимавам со етнологијата. Етнологијата всушност ми беше појдовна точка да го продолжам моето образование во културниот менеджмент и тие се испреплетуваат едно со друго, но културниот менеджмент ми е она пред се, персе, како што се вика. И со етнологијата професионално се занимавам со моето вработување од 2019 во институцијата Завод и музеј во Струмица, додека со институционално така да кажам, преку граѓански иницијативи, ентузијастички би рекла. Не ентузијастички, туку професионално, бидејќи многу години работам во проектниот менеджмент и во креирањето на проекти и културни политики во градот и во државата. Така што можем да кажем повеќе од 2014 кога е основано Сдруженијето за култура и развој на креативни индустрии Култранзет. А пред тоа исто така имам работено во повеќе невладини организации од социјални прашања до културни прашања и така натаму. Така што мојот ангажман е од 2005 година. Во тој граѓански сектор. Целта на ова прашање ми беше да те запознаеме пред се како личност, но и како дојде до идејата од етнолог да се вклучиш во политиката. Која беше побудата кај тебе? Па етнологијата, видите, е неминовно поврзана со политичките процеси. Од кој аспект да ги гледаме, значи во изучувањето на етнологијата, како наука на традицијата и обичаите, ние изучуваме и политички процеси преку формирање на културни идентитети, на културна меморија, на меморија на сеќавање и сето тоа е поврзано со политичките процеси на градење на националната свест, на одбележување на значајни културни празници кои што се дел од културната меморија, на давање легитимитет на една политичка партија или чинител, идеолошки гледано или така натаму,
на мобилизација на граѓанството во политички контексти. Сето тоа е дел од етнологијата, на некој начин поврзано со политиката, со политичкото. Иако кај нас етнологијата се гледа во тој традиционален аспект, но сепак антрополошки гледано дава многу поширок контекст. Да. И тоа е еден од кога цело време читате за национални прашања, за решавање на конфликти, за интеркултурни диалози, вклучување на различни етнички групи во решавањето на некои одредени политички прашања. Значи тоа е дел од политичкото, нели? Да, во моментот те прашувам што беше побудата кај тебе сега да се кандидираш, нели, преку партија Левица и да бидеш и носител на советничката листа. Што беше она клучно што се реши да влезеш во тие води? Да, клучно за да влезам во политиката, да кажеме сега во локалната политика, е тоа што сите овие години ние веќе сме уморени од едни исти политички чинители да ги креираат нашите да кажеме животи и судбини на граѓанството, и затоа потребни се нови сили, нови борци за да влезаат во таму каде што треба да се носат одлуките, но не само да се носат одлуките, туку и да се даде отпор во носењето на одлуки кои што не се добри за граѓанството. Значи, тоа е мојот подвиг или мојот порив, затоа што не е само да влеземе и да носиме одлуки, туку и да се спротиставиме на погрешните одлуки кои што ги носат оние кои што ја имаат моќта и власта на одлучување. И тоа е мојот најголем мотив за влегување во политиката, да кажем. Морам уште на почетокот да те прашам, жена во политика, дали сметаш дека ќе имаш, не би рекла проблеми, предизвици, и како ќе се надминат тие сите предизвици? Да бидеме реални, се уште има стигма за тоа. Има стигматизација, точно, има големи предрасуди и стереотипи за тоа што политиката се уште се смета за машка професија, да не се лажиме. Иако на нас жените ни е дадено да бидеме дел од политиката преку овие квоти на исполнување. За гарантирани кои ги има. Кои ги има за составување на советнички листи, за составување на листи за пратеници и така натаму. Но сепак сметам дека лидерските позиции на жените не се доволно третирани и дека тие многу ретко се наоѓаат на лидерските позиции како носители на листи, како кандидати за градоначалници и така натаму, туку се наоѓаат на секогаш позади, на некои позиции, и тоа е голем исто предизвик да бидеш лидер на една политичка позиција која што те третира. Конкретно во Струмица, мислам дека ти си единствен носител на... Во Струмица сум единствен носител на листа жена, носител на листа, и тоа исто така ја прави партијата различна од другите партии. Да. Што е на друго поразлично? Вие Левица како партија, што можам да кажам, ќе се издвоите од другите партии? За кои вредности ќе се заложувате во текот на водењето на таа локална политика тука? Па видете, Левица во својата идеологија и во својата платформа е партија на социјалната правда. Ние за тоа силно ќе се бориме. Значи, додека не се воспостави некоја социјална правда, нема да престанеме во нашата борба. Значи, освен политичка дискриминација во нашето општествено, локално, ајде да кажеме локално, бидејќи сега се локални избори, има и класна дискриминација. Значи, не сите работни позиции и не сите јавни добра се достапни за сите луѓе подеднакво, и тоа ќе ни биде нашата најголема дут во борбата за добивање на локалната власт. Многу луѓе знаат односно гледаат на Левица како радикална партија. Кој би бил твојот одговор на тоа?
Па видите, нормалното во функционирањето на државата стана радикално и тоа е многу интересно. Затоа што ако сакаме да направиме промени, мораме да имаме радикални резови. Како ние ќе ги направиме промените ако радикално не действуваме? И затоа Левица е доживеана како радикална партија. Мораме радикално да се справиме со корупцијата, мораме радикално да се справиме со дискриминацијата по политичка основа, мораме да се спротивставиме радикално на мафијата, која што нели ги креира мафијата, не ги креира дуповите и гуповите во градот, а не така како што треба да бидат креирани по урбанистичкото планирање. И сето тоа нели мора да звучи радикално ако сакаме да се справиме со овие предизвици. На друг начин зошто не доживееваат радикално, затоа што останавме единствена партија која што се грижи за она националното, кое што остана, да кажеме, ако можеме да кажеме дека остана нешто да се одбрани во она национално, кое што ни припаѓа. И сега, да, спомена дека мора да се направат промени, нели, неминовни се промените на локално ниво овде. Што е она што прво ќе го презеде, нели, и ти како носител на партијата? Еве се добиете, нели, од гласачите право да бидете во Советот на општина Струмица. Што е она што прво ќе иницирате вие? Па вака, сега ние како нели советничка група за прв пат се појавуваме на овие локални избори. И имаме доста нели да понудиме, но најпрвен морам да кажам, гледам и сите нели во кампањата спомнуваат за здрава животна средина, иако ние како нели политичка партија тоа и го третираме во нашите програми и за парламентарните сега и за локалните избори, и мораме да кажеме дека во 21. век е недозволиво да немаме чиста вода за пиење и да биде доведено во прашање здравјето на граѓаните и да немаме чист воздух за дишење. Тоа се првите работи со кои што нели ќе иницираме, еве да кажеме, некоја поширока расправа во Советот и ќе дадеме наши иницијативи со справување на отпадот пред се и со дивите депонии и комуналното предпријатие да биде ставено во функција на граѓанството, а не во функција нели на оние кои што ја имаат нели власта, ја практикуваат власт. Бидејќи нели знаеме дека комуналното предпријатие има доста вработени и може да одговори на прашањата да Струмица да биде чист град. Пред се и прва иницијатива ќе биде поведување на комунална полиција, која што ќе се справува со сметот во градот и да има драконски казни. Тоа е нашето да кажеме прво нешто со кое што нели ќе се справиме, а да не зборуваме и за оние мерки за рециклирање на отпадот и така натаму. Сите овие мерки ќе бидат наши први иницијативи. Так. Еве јас како медиум и го третирам овој проблем за загаденоста нели и во Струмица и за тоа дека постојано сме сведоци дека има отпадоци и сметна секаде во Струмица. Јас искрено се надевам дека и секој еден представник на политичка партија го прашувам за тоа. Тоа мислам дека е најсериозен проблем на кој прво треба да се дискутира и разговара во Советот. Искрено се надевам дека ќе имате некои конкретни мерки и идеи како да се подобри функционирањето, го спомнавте на комуналното предпријатие, но и свеста на граѓаните. Што мислите? Како да се подобри, односно да се подигне на повисоко ниво свеста на граѓаните? Да бидеме реални, не станува збор само за функционирање на комуналното предпријатие, ове и човечкиот фактор игра голема улога. Да, точно е тоа дека и човечкиот фактор игра голема улога. Ние имаме предвидено и кампањи во нашата политичка програма нели за подигнување на еколошката свест, бидејќи да не се лажеме, тоа што ни се случува е брутален екоцид. Значи, не можеме ние од
еве сега од сезоната грејна кога ќе тргне, од октомври до април месец да бидеме затворени дома во своите домови и да не можеме да отвориме прозорец затоа што воздухот е, не знам, 10 пати над дозволеното или 20 пати над дозволеното. Но проблемот не е во тоа дека секогаш нели се оди на таргетирање на социјалата, дека они се први загадувачи, дека и они се тие кои што загадуваат поради не знам X причини. Туку и проблемот е и кај оние кои што фабриканти или кои што имаат нели економските оператори, кои што и тие се самите учесници во загадувањето. И ние мораме сите заедно, не ние како политичка партија, ние ќе иницираме, но сите заедно мора да седнеме без препукување и без носење, без нели добивање на политички поени кај јавност. Значи јавноста е уморена од нашите политички препукувања и во ставање на прст на противникот, кој е крив, кој не е крив. Значи ние мораме да седнеме, ако веќе нели граѓаните ни дале доверба да ги решаваме овие проблеми и да имаат здрава животна средина, бидејќи без здрава животна средина зошто ни се овие богатства нели материјални. Дали сте подготвени да се најде решение и по цена да треба некои ваши одлуки да ги порекнете, да гласате за туѓа идеја, би рекла, во Советот, за добро на граѓаните? Па нема добра лоша идеја ако се работи за општо добро на граѓаните и за јавниот интерес. Ние секогаш по принцип нашата борба и нашата нели заложба е да се бориме за општиот интерес на граѓаните, тоа што другите политички партии не го прават до таа мера, туку секогаш им е пред се политичкото, тоа што нив може да им донесе поени или не, а потоа е граѓанскиот интерес или јавниот интерес, така што ако се работи за добра идеја, зошто да не би го поддржале? Значи ние секогаш сме на страната на граѓаните, без разлика од кој политички чинител доаѓа таа идеја. Покрај загадувањето, друг проблем е секако инфраструктурата во Струмица. Улици, дупки, неасфалтирани улици, немање паркинг простор, немање место каде да се остават децата на градинка или пред училиште. Да, тој хаос. Како гледате на тој хаос и имате ли план, идеја, визија за тоа? Видете, значи, овој хаос не се случува само во градот и населените места кои што се дел од општина Струмица имаат проблем со нерешена инфраструктура и мислам дека овие населени места беа запоставени сите овие, ајде да не речем, од осамостојувањето на Македонија години се во прашање, назад децени, 3 децени, никој не отишол и не ги прашал граѓаните дали имаат основна инфраструктура за живот, така што мислам дека нашето политичко действување најпрвен ќе биде во населените места, затоа што луѓето од населените места најпрви почнаа да се иселуваат од нашата држава. Нас не се случува демографски земјотрес, ајде да не речем воопште на Струмица, поради овие нерешени проблеми, дали од инфраструктура, дали од квалитетот на живот. И затоа сметаме дека овие работи треба да бидат приоритет на општината, да имате здрава нели инфраструктура, решавање комплетно на прашањата, не само за сообраќајни прашања, туку и за движење на пешаците, на тротоарите. Ние имаме сега една комплетна узурпација на тротоарите од велосипедски патеки, каде што нели велосипедот може да помине, а пешакот нема каде да се движи. Значи мора да се направи една комплетна нова, како да кажеме, сообраќајна сигнализација или инфраструктура, друго предлог решение. Други предлог решенија кои што ќе бидат сите безбедни во сообраќајот, не само оние кои што
возат автомобили, не само оние кои што возат велосипеди, туку и самите пешаци. Тоа што се создава хаос во градот, ми рековте во градинките и во училиштата, пред градинките и пред училиштата, тоа е поради нерешената инфраструктура и поради немањето на безбеден начин на движење на децата. Затоа родителите нели се исплашени сами нели да си одат децата од училиштето. Да. И освен нели таа гравитација која што сакаме на некои инфраструктурни решенија во градот не даваат нели да се менуваат. Да, нема можност за менување повеќе. Но ќе се трудиме ако ништо друго на по-безбеден начин да ги решаваме овие проблеми. Да. Што мислите за спортот и младите во Струмица? Сега многу често знаат политичарите да кажат, нели, се преземат некои популистички мерки, дека да, ќе се грижиме за спортот, ќе настојуваме нели да се вратат спортските активности во Струмица. Што вие, какви идеи имате вие на тој план? Видете, не сум баш многу по спортот. Но секако знаете дека спортска сала насушно е потребна во Струмица, а ја немаме. Да, спортска сала имаме, значи но не е во функција. Не е функционална, значи она што треба подитно, значи сите оние општествени еве да кажеме предпријатија, згради кои што биле во функција. Јас се сеќавам на спортската сала, таму сум гледала надпревари како дете на метали ограждени така. Да. Ни беше како доживување, знаете. И сега ова спортска сала не знам дали е дадена под концесија или не е дадена, не знам кој стопанисува со неа, но мораме под итно овие работи кои што припаѓале на општината да ги вратиме да припаѓаат на општината и економската придобивка, не само економската, кој социјалната придобивка да биде на општината. Не можете вие да дадете таков објект да го стопанисува економски оператор и приватно лице и на концесија од не знам колку години. Туку и доколку се даде таков објект на стопанисување, тоа да биде на краток рок и со некои одредени работи кои што треба да ги инвестира и така натаму во него. Но ние секогаш сме општествените работи кои што биле изградени пред се во некој поранешен систем и кои што граѓаните учествувале во нивната изградба, да останат на граѓаните. Не може да бидат стопанисувани од други субјекти. Така. И да, сум за реновирање на салата, сум за инвестирање во спортот, бидејќи да не се лажеме, културата и спортот се најголеми репрезенти на една општина и на една нели држава и нација. Не можеме ние да го запоставиме спортот ако знаеме дека имало добар клуб кошарка и нашите кошаркари, нели, не знам која година беше. Имаме врвни кошаркари и по светот. Да, Владко Илиевски, не знам кој ракоплескавме на нив ракометен клуб кој што освоил, не знам, европско првенство и сега да ги запоставиме. Треба средствата од општината само правилно да се дистрибуираат таму каде што е потребно. Значи да се поддржуваат спортистите и спортските клубови, но на тие кои што им е потребно и кои што се во некоја лига, така да кажам, колку што се разбирам успешни, кои што се успешни, не можеме да имаме плејада на фудбалски клубови, не можеме да имаме плејада на и сите да ги поддржуваме помалку. Не, туку да го поддржуваме квалитетот, а не квантитетот. Така. Овде неминовно мора да спомнам и младите. Ми кажа, нели, пред некоја минута се иселуваат луѓето од руралните средини, но и генерално младите се иселуваат најчесто. Тоа е проблем со кој се соочуваме, нели, последните години. Што вие би иницирале за младите да останат овде, да не се иселуваат? Конкретно за Струмица е зборувам. Видете, тоа е проблем и национален, ако сакаме, нели, така да кажеме,
таа миграција, нели, кој што не се случи од осамостојувањето на Македонија па се до денес, но сега е масовно. Значи, најпрвен, ако луѓето се иселувале поради економски причини, поради неможност, нели, да најдат работа и така натаму, сега се иселуваат поради преголемата оптеретеност од политичкото и плюс не добриот квалитет на живот кој што, нели, ни ја нуди оние кои што, нели, не владеат тебе, да кажеме, и на локално и на национално ниво. Така што многу ми е жал што младите само декларативно на некој начин беа и се вклучени во креирањето на некои политики, но тоа е само декларативно, дали преку некој граѓански активизам, дали преку некои други иницијативи кои што, нели, се појавуваа на локален контекст, но тоа не беа иницијативи само одржливи. Тоа се, нели, иницијативи кои што ќе траат одредено време и ќе завршат, но Левица е партија која што младите ги вклучува директно во одлучувањето внатре во партијата и им дава, ние сме, еве, да кажеме, една од партиите кои што има најмногу млади, кои што ги третира млади. Тоа го забележав на советничката листа, имате млади. Да, и ние директно им даваме шанса тие да се изборат за нивното, еве, да кажеме, пошто нели, ние сме биле млади и многу сме зборувале за тоа што ни е потребно, но некогаш се имало слух, некогаш се немало слух, но сега мора да се инвестира во поквалитетно образование, мора да се инвестира во инфраструктура, во културна инфраструктура, во спортска инфраструктура, како што рековте, во начинот на восприемањето на работите, значи мора да биде поиновативен начинот, покреативен и така натаму. Сега ми се наметнува и прашањето кога спомна култура, вие доаѓате, нели, од култура. Според вас, што е она што и фали на Струмица од културниот живот, ајде така да го кажам. Како вие, човек кој доаѓа од културата, ќе дадете свој придонес да се промени нешто на подобро во Струмица, конкретно во културата? Да, па видете, што е она што и недостасува? Како работник, нели, во културата и претходно, нели, сум работила на разни проекти и сум ги креирала проектите, значи Струмица не дека не инвестира во културата, значи но тоа не знам колку може да се нарече култура, тоа е повеќе ентертејмент, значи како инвестиција во забава. Ние немаме културна инфраструктура. Значи, најпрвен мора да ја редефинираме културата. Ако сакаме, нели, да имаме одржлива култура. Значи, и одржлив, нели, културен туризам со тоа, нели, доаѓа. Ние мораме да имаме еве да кажеме дом, кога ја спомнаме културата и младите, дом за деца и млади. Ние имаме институција на локално ниво, дом за деца и млади, кој што некој не ја ни знае. За жал, да. Некои активности, но немаат своја, не може да очекуваме нешто повеќе, нели, од дом за деца и млади, затоа што имаат една канцеларија каде што нели седат вработените, не знам колку се таму 3-4 луѓе и ги користат просториите во холот на Арама. Ви се молам, значи мора на оваа институција да им се обезбеди доволен простор каде што младите ќе можат да доаѓаат и да креираат и да им биде, нели, интересно и да имаат своји активности. Младенски центар се обезбеди, еве се изгради така да го наречеме младенски центар во просториите на ми се чини на зградата, на општинската зграда, на собранието, долу во младенски центар. Да. Па кој го оперира тој младенски центар? Значи мора да имаме ние инфраструктура која што ќе биде ќе работи од 8 до некое си време. Не можеме ние да бараме, ако сакаме да правиме некои активности, да бараме клучи од некој си таму кој што работи во општината, кој што бил задолжен. Не, туку ќе имаме центри кои што ќе имаат своји програми и кои што ќе работат со своји вработени, кои што општината ќе ги нели, ќе ги отвори како работни места.
Друго. Сметаше дека не им е дозволено, односно возможено на младите да бидат вклучени во сите тие центри и да си ги искажуваат своите идеи и не знам, проекти. И така, значи делумно. Или младите кај нас немаат иницијатива доволно. Па како ќе имаат иницијатива кај тие немаат простор каде да действуваат, како да се собираат? За да имате иницијатива, треба младите да бидат на едно место. Нели? Да има место за действување. Значи, дури и јавните површини веќе не се место за действување, нели, на младите. Ако нели на времето се собиравме да свираме гитара во парк, сега и тоа го нема. Значи, целосното урбано живење и целосното маргинализирање на таа група е видливо во градот. Друго ми беше исто така редефинирање кога реков на културата. Ние имаме, не знам колку е буџетот за култура, но е солиден. И немаме сектор за култура, значи во самата општина. Тоа сум го зборувала уште како граѓанска иницијатива, како активист, како чинител во развојот на културните политики многу пати. И се биле запознаени советници. Општината нема сектор за култура? Нема одговорно лице. Има советник за култура и манифестација? Да, има некој советник таму, но тоа не е тоа. Значи, треба да се има сектор за култура со вработено лице, раководител, но кој што ќе доаѓа од дејноста. Не може било кој да се занимава со културата во градот и да ја креира културната политика. Значи, мора да биде човек кој што ја познава културата во оној поширок контекст. Значи, не само тоа, нели, културата е многу широка и мора многу добро да ја познавате. Од познавање на независната сцена, во институционалната култура, како да ја развивате, до институционалната култура. Значи, не може секој да би се занимава вас со култура. И на секој... не е култура само концертите кои се организираат во столица. Па не е тоа, јас си го реков, тоа е забава, значи тоа не е одржлива култура. Ние немаме одржлива култура. Значи, што значи тоа? Немаме пред се, и тоа морам да го напоменам, соработка на општинско ниво со институциите на културата кои што припаѓаат, националните институции кои што припаѓаат под Министерството за култура. Тоа мора подитно да има таква соработка, интерсекторска соработка. Значи проблемите кои што се нели на локално ниво да не ги решава самата општина. Значи не може ако треба да се искуси една патека, да кажеме, до некој локалитет кој што е битен за градот, до Цареви кули, да кажеме. Нашите локалитети се тотално запуштени. Не може да се стигне до... Ајде, добро, во ред, до Цареви кули има направено асфалтирано пат. Добро, и други локалитети. Но јас би го взела мора да има таква некоја интерсекторска соработка која што нели ќе заедно ќе ги решаваме проблемите. Значи градот не е одвоен, ние немаме островчиња, тоа е посебна таму институција, нека си решава, ние сме посебни, ќе си решаваме. И сега ако се од две политички опонентни партии, нели раководителите или да кажеме градоначалникот, и сега ние ќе водиме војна. Не, така не се решаваат проблемите. Значи се седнува на маса и се прави некоја соработка која што нели непречено и тоа незабележливо ќе минува кај нели кај граѓаните. Да. Со добра соработка, јас би рекла, меѓу сите советници, нели, идни советници кои ќе видите. Јас би сакала да знам дека културата и се надевам. Сакам, исто тоа е многу битно. Имаме манифестации кои што се тотално запоставени и заборавени. Некои можеби ќе се налутат, чест, нели, што толку долго време ги раководеле, нели, овие манифестации, но мора веќе со манифестациите, со раководењето на манифестациите да има еден многу попрофесионален пристап, затоа што тие не се бренд на градот и мораме да се занимаваме многу подостојно со нив. И затоа ни е потребен тој сектор.
за култура, каде што или еве да не речеме да биде секторски решено, ако не може да се реши, Так. како нека биде некое советодавно тело каде што ќе има нели чинители од различни професии кои што ќе ги решават, но не по политичка, пак ќе кажам, основа, туку да бидат таму по нивната сепак на крајот компетентност. од денот, и да се гледа интересот на граѓаните. Интересот, да. Јас би кажала дека сите кои ќе гласаат за било кој нели од политичките партии имаат надеж дека после месец-два нивниот изборник треба да го брани нивниот интерес и да настојува да се бори за подобар живот во Струмица. Друг момент кој би го спомнала е бизнес секторот. Добро. Знаеме дека Струмица нели во државата знаат да кажат дека има силен бизнес сектор во Струмица. Мислам дека во последните неколку месеци се случуваат некои работи и бирократијата е она кој што знае да го кочи бизнисот во Струмица. Кој е вашиот став по тоа? Па видете, не сум баш, морам да признам, нели, и доволно запознаена со тие бирократски бариери, но во смисла, ако документ треба да се зема за месец дена, нели, ќе се чека и по година дена. Секогаш треба Што по тоа прашање? Секогаш администрацијата треба, локалната, нели, администрацијата треба да биде и да ги решава проблемите по некоја итна постапка. Ние во нашата програма имаме тој, нели, едношалтерски систем, вадење на документи, електронско вадење на документи и така натаму. Не знам тоа како ќе профункционира и дали ќе профункционира, но тоа ни е едно од решенијата. Друга работа е администрацијата, нели, е обремената да работи од 8 до 4 часот, значи нема двосменско работење, таа бариера, нели, на вадење на документи може би е временски ограничена, но мислам дека и треба да се поедностави постапката за доколку, нели, се работи за нели, бизнес, за бизнес секторот, за бизнес секторот, иако ние, нели, како левичари многу не го сакаме тој термин бизнес капитал и така натаму, но сепак, нели, кога се работи за заедницата и за економскиот развој на заедницата, треба да биде обезбедено во најможен краток рок дозволата за отварање, нели, на тој бизнес. Но сепак со едно, нели, воздржување или моја задешка дека мора да се гледа и за каков бизнес станува збор. Не секој бизнес е добре дојден во економското оперирање и развој, нели, на градот. И тоа мора да ни биде приоритет. Ние како, нели, одлучувачи и во советот и во локалната самоуправа не може во некоја индустријска зона да имаме, не знам, алуминиумска фабрика или кој што е штетна, нели, за околината и така натаму. Значи не секој бизнес е добре дојден по секоја цена. Значи мора да се бираат операторите кои што, нели, треба да влезат. И сето тоа да биде транспарентно, јас би кажала. Точно, сметаш ли, Јасмина, дека во моментот или досегашното работење на Советот на општина Струмица е транспарентно? Па видете, на некој начин, ајде да кажеме 50-50, бидејќи, нели, самите седници се јавни, можете да ги следите, нели, се снимаат и се пуштаат во етер, за тој што, нели, сака да ги види и да види, нели, што се зборува на самите седници, но и, нели, и се достапни и отворени за граѓаните. Секој граѓанин може да биде присутен на самите седници. Но тоа што фали, и мислам дека е фалинка, е тие седниците да бидат после 4 часот или после 5 часот, затоа што тогаш транспарентноста ќе биде на уште поголемо ниво и треба да се носат, значи самиот совет, ние тоа го имаме и во нашата политичка програма, значи билтен за носење на одлуки. Вие на едно место
еве да кажеме, не мора да биде секој месец, туку квартално или на пола година, да се има еден билтен кој што самиот совет ќе си го вади, какви одлуки има донесено, кои се нели решенијата, предлозите и така натаму, значи и тоа да биде после нели 4 часот да можат граѓаните и да го следат и да можат и да дојдат нели на седниците. Значи тоа е голем хендикеп. Да. Зборуваме за транспарентност и за сите тие промени кои сакате да ги внесете и да бидете гласот на граѓанинот. Ќе успеете ли да бидете гласот на граѓанинот и која е вашата визија, предпоставки за бројот на советници кој би бил од страна на Левица во Советот на општина Струмица? Да. Па видете, Левица е препознаена веќе партија меѓу граѓаните како единствен борец, посебно кај луѓето кои што се по-маргинализирани, еве да кажеме, по-обесправени, по-опресирани од страна на репресивните нели политички мерки кои што се уште не можеме да се избориме со нив овие 3 децении. За разлика од парламентарните избори, сега имаме многу повеќе, еве да кажеме, симпатии и позитивни вибрации меѓу граѓаните, колку што нели се движиме меѓу нив и разговараме, затоа што останавме единствени принципијални во нашите политики, кои што ги зборувавме во предизборната кампања за парламентарните избори, се до денес. Значи, ние сме единствени принципијални кои што стоиме на нашите ставови. Сите други ги изневерија граѓаните и затоа граѓаните веќе почнуваат да не веруваат во политичките партии. И ние сме овде, не ветуваме дека ќе направиме чуда, ние сме тука за да се бориме против она кое што е ветено, а не остварено. Значи, и затоа мислиме дека ќе добиеме подршка од страна на граѓаните. Така. Еве како струмичан, како граѓанин на Струмица, каква сакаш да биде Струмица после 4 години? Каква е твојата визија за Струмица? Може би малку утопично, но ме интересува. Дистопична Струмица и утопична Струмица. Па, мојата визија за Струмица, сакам да живеам во безбеден град, значи по сите основи безбеден. Дали сообраќајна безбедност и култура, дали чиста вода за пиење, види зашто зборуваме во 21 век, не ми се верува. Градот да ни биде скоцкан по сите европски стандарди, значи да нема јавна површина која што е запоставена. Мислам до тој степен да биде, како викаме ние струмичани, гланц. Значи изгланцан град. Мислам дека тоа лесно се постигнува. Само треба да имаме волја и да имаме домакинско управување. Знаете, тоа е исто како домот. Значи, тоа е еден голем дом, нели, наш. Нели сега тоа во кампањата го предпочитаат да го кажат. Тоа сакав и да те прашам, каква кампања ќе водите? Еве, на стартот сме на политичката кампања. Каква кампања ќе води Левица? Па видите, ние сакаме да водиме афирмативна кампања и ќе ја водиме, значи таа позитивната, ние се зборуваме за себе, што ние ќе направиме и како нели ние ќе се трудиме да се избориме за што повеќе луѓе да влезат во Советот. Нашите политички опоненти доволно меѓу себе се расправаат, нели? Ние не навлегуваме во нивните и не сакаме нели да имаме такви некои ниски удари кои што се засноваат не на идеја, туку на персона, на лично. Такви работи не занимаат. Мислиме дека сме над тоа и дека и политичката култура треба да се подигне на едно повисоко ниво. Апсолутно. Да. Што е она, еве, Јасмина Пијаманова добие нели доверба од граѓаните и што е она што ќе го вети како советник на граѓаните на Струмица? Видете, јас пред се ќе се залагам за јавниот интерес на граѓаните, но и тоа не го реков дека за некои политички одлуки кои што морам да ги донесам, ќе се борам
тоа да биде таа непосредна демократија да действува во локалното одлучување. Не може советниците, иако се избрани на непосредни избори, тие да одлучуваат за некои важни прашања кои што се битни за градот. Значи, ќе ги вратиме референдумите, значи за некои работи, и се случија за жал многу несакани работи кои што не погодуваат сите нас граѓаните, значи промена на урбанистички планови, рушење на куќи, целосна девастација на културното наследство и културната меморија кој што не засега сите нас, и тоа го направија луѓето кои што седат таму. Не може, иако ви е дадено, нели, да одлучувате во име на народот и да носите некои одлуки, но сепак за некои работи треба повторно да ги прашате дали тоа сакате да се случи или не. Тоа ќе биде моето, значи, действување, значи со граѓаните и за граѓаните, и заеднички да ги носиме одлуките. Да, јас ќе бидам избрана таму и ќе носам одлуки во име на нив, и затоа се што ќе биде на дневен ред ќе бидат прашани за мислење. Така. Јасмина, морам за крај да кажам дека се уште има многу луѓе кои не веруваат, односно се разочарани од политиката и политичарите. Има и во Струмица, за жал. Кој е твоето, како ќе им се обратите на тие луѓе? Што би им кажала? Еве, не веруваат во политика, не сакат да излегуваат на гласање. Изгубена е вербата. Знаете како луѓето веќе се изморени и апатични од сите оние, нели, 3 децении, како што рековме, од ветувања, од неисполнети ветувања и така натаму, но знаете, ако вие не се занимавате со политиката ќе се занимава со вас, и тоа станува дел од вашето секојдневие. Значи, ние секојдневно зборуваме за работи кои што се дел од нашиот живот, а кои што зависат од носење на одлуки од страна на политичарите. Затоа сметам дека луѓето треба да се охрабрат и треба да излезат и да го дадат својот глас за тие што сметаат дека најдобро ќе ги застапуваат. И да не бидат апатични, значи тие се креатори на политиката. Не да ги луѓето најмногу гласаат од интерес, така го направија системот. Значи, многу не се грижат за јавното добро и за јавниот интерес, туку се грижат за својот личен бенефит и личен интерес. Тоа треба да се промени. Сите треба да размислуваме што е најдобро за да можеме да функционираме како локална заедница. Так. И затоа им препорачувам да излезат и да го дадат својот глас за било кој за кој што сметаат дека е најподобен, нели, да одлучува во име на нив. Так. Јасмина, јас ти благодарам на овој разговор. Мислам дека успеавме, пак ќе кажам, на еден поинаков начин да објаснеме на луѓето која е Јасмина, носител на советничка листа од Левица, но и да дадеме малку поголемо објаснување за тоа што значи партијата Левица, а на граѓаните останува да одлучат за кој ќе го дадат својот глас. И ти благодарам уште еднаш. За крај, ако имаш уште нешто може да додадеш, знам дека за културата имаше уште многу работи, многу идеи. Но се надевам дека сите тие идеи ќе бидат иницирани и предложени во Советот на општина Струмица, затоа што ти си, нели, компетентна во тој дел, ќе бидат прифатени и ќе живееме во убав град, како што заслужуваме, нели, ние струмичани. Благодарам пред на поканата и само би препорачала сите заеднички да градиме визијата за градот. Да не бидеме одделени како островчиња и само, нели, бидејќи многу малку останавме овде за да бидеме негативно настроени еден кон друг. Да. Само заедно и со работка, меѓусебна сплотеност и работа ќе биде подобро општество за живење. Вам ве благодарам на вниманието. Останува на вас да одлучите што и како ќе се случува на локалните избори. Благодарам.